Еве не сега и со следниот гостин, ја секогаш пред да почнеме разговор вака на медиум, си разговараме претходно за да се договориме што е она што треба да им пренесеме на гледачите, а верувајте дека ќе биде мощно интересно. Тука ве поканувам и ве повикувам вас повозрастните. Еве сега ќе видите како треба да бидете мотивирани во животот и зошто треба да спортувате без разлика на возраста и на годините кои што ги имаме. Добро утро ќе му кажам на господинот Ѓорги Кузмановски, председател на Сојузот на спортови на град Скопје. Добро утро, благодарам за поканата. Секогаш добре дојдени и навистина мощно и интересно е затоа што јас се воодушевувам вака кога еве и претходно имавме можност да слушнам нешто од вас. Накратко, меѓутоа доволно за да се воодушевам на возраста и на она што вие како дух си го имате во себе, а тоа е спортскиот дух. Во здраво тело, здрав дух. Здрав дух. Дали се чувствувате вие здрав со оглед на тоа дека спортувате цел живот? Секојаш млада. Како започнавте со спортот? Тоа би сакала да знам. Еве толку години. Многу одамна, во далечната 1956 година, во Битола, иначе потекнувам од тој крај. Прво играв ракомет, па играв фудбал, па не ме бидуваше многу за фудбал, па отидов во велосипедизам и таму останав највеќе во тој спорт. Во велосипедизмот? Долги години бев велосипедист, еден од подобрите во Македонија. Значи таму најмногу се пронајдовте во возењето на велосипед. После тоа во снежните години со мотор, учесник во репрезентација на Македонија на Европско рели, на Рели Македонија и така натаму. Так. Иначе по професија сум физичка култура, завршив факултет за физичка култура, тренерска школа во Лјубљана за велосипедизам, тренерска школа во Белград за бокс. Браво. Работев во Боксерска федерација на Македонија велосипедска, 20 години бев селектор и тренер на македонската велосипедска репрезентација и така натаму. И така времето се поминува, но вие од спортот не се откажавте и ден денес. Така. Што јас велам на вистина е за поздрав. Прво ќе проговориме за она за што сте тука или да најавиме. Ние говоревме за загаденоста на воздухот кој си го имаме за жал. Така. Вие како спортист сигурно најмногу тоа го чувствувате во нашиот град во кој што живееме, поготово сега кога ќе започне нели есента, зимата. Го чувствувате ли како не? Во зимски услови, иако во последниве години премногу зема активноста за возење велосипед, не само за спортско-рекреативни активности, туку и за секојдневни потреби на граѓаните. Меѓутоа, во зимскиот период сите велосипедисти и оние спортистите, активните и другите рекреативците и обичните граѓани избегаваат да возат велосипед, особено низ градот Скопје, сите тоа го прават. Приуштувајќи се задоволство да се рекреираат, да тренираат и така натаму, на падините на водно, иако до средно водно се осеќа загаденоста. Вие можете да се извозите без никаков проблем на велосипед до водно? Браво, секоја чест за вас. Потоа надвор од Скопје се оди, назад зад водно према Патишка река. И вие тоа го чувствувате загаденоста на воздухот. Добро, тоа е само еден мал дел, со оглед на тоа дека говоревме со гледачите и не беше тема загаденоста во воздухот. Вие како спортисти уште многу повеќе го чувствувате тоа. Сега тука имам податок дека илјадници велосипеди биле дел од Скопје во 1960-тите години. Според некои податоци, секој втор граѓанин имал точак, да кажеме, да не биде велосипед, точак, нели, народски кажано. И овој факт вела дека покажува велокултурата, велосипедизмот е значаен дел од нашето општество и токму затоа под покровителство на град Скопје и во организација на Сојузот на спортови, каде што сте вие председател, во недела на 3 ноември 2019 сега најавуваме со почеток во 11 часот ќе се одржи велосипедскиот караван Скопје на точак. Останатото вас ќе ви го препуштам да појасниме што конкретно ќе се случува и зошто се одлучивте за еден ваков караван. Така е, благодарам. Во текот на годината повеќе здруженија организираат настани со велосипед, но ова што Сојузот на спортови на Скопје повеќе години назад правевме велосипедски каравани, маратони и така натаму, кои што беа многу атрактивни и прифатени од граѓаните, не само од Значи прифаќаме ваков тип на многу на дружба, еве да кажам. Од минатата година се определивме во соработка со градот Скопје, кој што ни е покровител на овај настан. Се договоривме да направиме една мотивирачка активност
сите на велосипед, која што ја нарековме сите скопски точаци. Целта ни е да ги мотивираме луѓето од сите возрастни категории, значи би рекол од 7 до 77 години, иако има и повозрастни, да заедно излезат да се прошетаат низ Скопје, да го видат Скопје, да се провозат во група, да се дружат. Каде ќе биде патеката за велосипедизмот? Патеката е тргнувањето и завршувањето е пред фонтаната во градскиот парк на улицата Илинденска. Од 11 до 12 часот се доделуваат стартните броеви. Кога велам стартни броеви, не се мисли дека тоа ќе биде трка, значи не е надпреварувачки карактер. Манифестацијата туку е заедничко возење, дружење со цел да придобиеме што повеќе народ на велосипед да излезат на улиците и да се возат. Но не само да биде тој ден, да биде секога почесто да се користи велосипедот. Значи, од 11 до 12 доделување на броевите, од 12 часот се стартува, се тргнува, по Илинденска во правецот на Карпош 4, се врти лево према студентскиот дом, по Гологанов улицата Новиот булевар према Автомотосојузот, покрај Рекорд до семафорите Црвен крст, па лево до Судска палата, лево под мостот на Стоковната куќа Илинден, преку мостот Гоце Делчев. Тоа сите кои ќе се бунат дека со автомобилите кои ќе бидат од сега да знаат да ги остават автомобилите и да се качат на точак. Да, улиците ќе бидат затворени само половина час. Така. Возењето трае отприлике половина час и тоа не е многу време, меѓутоа во тој период од 12 до 12:30 и најмала е фреквенцијата низ градот, така да нема да има проблеми. Минатата година... Согледно додека недела ќе биде? Да, минатата година имавме нешто повеќе од 1300 учесници. Дали е тоа за вас голема бројка или треба уште повеќе? Добра бројка. Иначе на овие манифестации што досега и други здруженија ги прават, некаде бројка е околу 200 учесници. Значи ова е голема бројка. 1300, пријавувањето за оваа година трае до 1 ноември. Инаку досега има пријавено некаде околу 800 учесници, така да очекуваме оваа бројка од 1300 ќе биде надмината. Па затоа сте тука понеделнички за да апелираме сите оние кои имаат желба да се пријават до недела, има време, така? Или до кога е пријавувањето, рековме точно? До 1 до 24 часот. Ќе ве навратам, значи, еве наназад години. Што мислите вие, дали скопјани се на точак или не во последно време повеќе или? Вие спомнавте на почетокот во Воведот 60-тите години, тоа бе години кога јас бев активен велосипедист, многу убаво се сеќавам. Значи, автомобили имаше малку низ Скопје, се возеа нешто мотори и тие беа малку, меѓутоа граѓанството, сите возрастни категории користеа велосипеди. Во тоа време почнаа и оние пони велосипеди, што ги изработуваше Рок Лјубљана, главно, тие беа популарни многу. Имаше многу велосипеди. На велосипедските трки, кога стартуевме пред Победа, на плоштадот, пред Рекорд, па имаше околу 70-80 велосипедисти активи, а публика имаше премногу. Тоа не може да се види на денешните трки толку публика. Така. Меѓутоа, во последниве години е поголем наплив на население што се занимава со спортска рекреација. Веќе и стандардот си го прави своето. Така. Сега рекреативците се поубаво опремени, облечени со поквалитетни велосипеди од оние во клубовите. Да. Значи, многу се вози велосипед во последниве години, особено последните 15 години. Тоа е добар показател, така ли? Да, вие во сите правци надвор од Скопје кои ќе излезете во сабота или недела, ќе видите групи на велосипедисти како заедно се рекреираат. Сум го забележала тоа, да. Градот Скопје во последниве години направи многу за возење велосипед со велосипедските пати. Така. Најпрво уште во времето на градоначалникот Пенов се направи патеката покрај кеот на Вардар од едната страна, па... А мислите дека имаме доволно велосипедски патеки? Или во последно време све повеќе има, ја не би рекол дека нема. Добро. Веќе не би рекол. Тоа е убаво. Уште некои поголеми правци, булевари треба
ако немаат место, сугестијата од европските метрополи, каде што сите одиме и гледаме како е, ако нема простор на оние тротоарните површини, ти на многу место од тротоарот се зема 1 метар па се одбележува патека за велосипедисти и тоа е добро. Меѓутоа, последно време, особено од минатата година, почнаа по булеварите да се одзема по 1 метар од коловозните ленти, се стеснуваат по 20 сантима коловозните ленти за автомобили и се добива една велосипедска патека. И тоа е многу добро. И тоа е мотив повеќе за луѓето побезбедно да се чувствуваат, за да излегуваат на улици. Меѓутоа, јас она што сега конкретно би сакала да ве запрашам и тука гледачи можеме да вклучиме доколку имаат прашање до вас слободно, со оглед на тоа јас ги повикав и повозрастните да земат пример од вас како не треба да се откажеме во животот од спортските активности. Еве според вас, на ваша возраст, вие сте возрастен, значи колку треба во текот на неделата да спортуваме? Па најдобро би било во многу нормални услови да се спортува секој втор, односно трет ден. Значи од 2 дена. Повозрастната популација со кој вид на спорт најмногу може да Па најдобри спортови за спортска рекреација се пешачење, трчење, возење велосипед и планинарење. Онаму каде што има услови и пливање. Така. Тоа се основните спортови од кои што произлегуваат сите други активности и можности да се и здравствени придобивки, така? Да. Мислам, здравието на луѓето се подобрува со мотивирање на мускулната маса на телото, да се ојача мускулите и да се подобри срчевата фреквенција, значи да работи пулсирањето на срцето добро. Вие тоа си го чувствувате на себе, нели? Нормално, белите дробови, тоа се мускули, срце, бели дробови. Имате енергија, немате болки, затоа што спортувате. Апсолутно, да. Добар ден веќе, како и да е, добро утро, се едно, повелете во програма сте? Дали се слушаме? Дали имаме гледач? Го слушаме ли гледачот во програма? Говориме со нашиот гостин за спортот едноставно. Велосипедизмот број 1, ајде режија само да провериме комуникацијата. Сега, од велосипедизмот, од возење на велосипед, кои се таму здравствените придобивки со оглед на тоа дека навистина ни е можност да возиме секојдневно велосипед? Па, видите, организмот во целина добива од тоа што е активен преку возење велосипед. Најпрво се мускулната маса, од она лабава маса и масноти се топат, остануваат мускулите стануваат поагилни да ги извршуваат функциите, значи ќе бидеме поподвижни. Срцето се активира во нормални граници, тоа јас и од својата професија, но и од консултација со кардиолози, науката вели во после 60-та година пулсирањето на срцето да не се оптеретува повеќе од 120 до 130 удари во минута. И така јас моите активности и тренинзи ги прилагодувам, еве конкретно за себе, па нека извлечат оние што се заинтересирани. Јас се возам по 20 километри во текот на годината секој втор ден. Меѓутоа, кога ми е времето за да правам поголема активност, летниот период, поготово за 8 септември, кога возам преку 150 километри, тогаш тренизите се нормално по 70-80 километри, некогаш и по 100. Пулсирањето го држам од 130 повеќе да не се оптеретува срцето. Срцето е критично ако не го контролират. Така. Мора редовни контроли да се прават и да се слушат и советите на лекарите. Еве, преку себе кажувам дека во годините над 60 од 130 повеќе не би требало повеќе. И вртежите да не бидат од 85 до 90 во минута. Вие се внимавате. А внимавате исто на исхраната? Па не многу. Да ви кажам, секој организам е посебен. Некој конзумира еден вид храна, некој друг, меѓутоа најдобро е да се конзумира све. Особено зеленчуци и овошје, особено. Тестени при возењето, пред возењето, после возењето и така натаму. Масноти да се избегаваат нормално и многу шекери. Така. Она што би сакале еве за вас конкретно, она што го начинавме како би сакале да им соопштиме на гледачите за велосипедизмот или за турите кои ќе ги има покрај ова што го најавивме за во недела. Па Велосипедската федерација на Македонија има календар на надпревари или тоа е стриктно за
спортистите регистрирани преку клубовите, значи за активните велосипедисти. Меѓутоа за рекреативците и за обичните граѓани има неколку манифестации во текот на годината што прават здруженија, а Велосипедскиот сојуз на Македонија во соработка со нашиот сојуз, со сојузот на Скопје, веќе сме во преговори да ја обновиме велосипедската трка низ Македонија, која што ќе биде мотив повеќе за сите низ републикава. Значи веќе го имате тоа во план во Македонија. Да се раздвижиме. Ете така, да видиме велосипедска трка низ нашата. Инаку има повеќе од повозрастни категории што јас ги знам, секој на свој начин се рекреираат и сакаат себе си да се докажат и да си го подобрат своето здравје, а со тоа ги мотивираат и оние што се во околината, оние што ќе видат преку телевизија, ќе слушнат и така натаму. Така е. Јас лично годишно праваме на голема тура по повод 8 септември, во знак на нашиот празник за осамостојување. На 1 септември оваа година, пример, по 9-ти пат, али на секоја година на различите тури низ Македонија, возев уште со еден колега кој што е помлад 20 на години од мене, Маврово, Дебар, Струга, 110 километри, каде што имавме извонредна просечна брзина од 29 и нешто 30 километри секоја чест, што да ви кажам, на час, да. Браво. Да след тоа последна недела се возев со мотор на по некои 20. Сега тука ми беше следното прашање. Покрај велосипедот, вие знаете и како добро да го владеете моторот. За каков тип на мотор станува збор? Целиот свој живот возам покрај велосипедот и мотор. Јас сум некој ме вика Ѓоко на тркала. Адреналински. Последниве 20 години сум доста активен во репрезентацијата на Македонија, со која што учествувам, веќе имам 9 европски рели извозено низ цела Европа со мотор и некои 20 рели низ Македонија по повод 8 септември исто така. Оваа година релито беше традиционално како и секоја година. Првиот ден Скопје, Куманово, Берово, Струмица, потоа до Дојран завршивме. Дојран, Неготино, Кавадарци, Битола, преку Галичица до Охрид и третиот ден Охрид, Скопје. Да, нема никаков проблем. Браво, ако редовно се упражњава све што се упражњава редовно, без големи паузи, нема проблеми. Што е оно што би може би изоставивме, а треба да кажеме на јавноста да знае? Покрај сето оно што имавме можност да разговараме досега? Па најважно според мене ако нешто се почне да тоа се тера редовно. Да не се прават големи паузи. Тоа е прво. Второ, да се има соодветна опрема. За обичен велосипед не треба никаква опрема. Така. Патики, тренерки или најобична опрема да се оди до пазар и така натаму. Меѓутоа за спортска рекреација треба полесен велосипед. Сега два вида велосипеди се користат за спортска рекреација. Едните се бајкови, кои што се со рамни гидани, тоа е француски збор, али е кај нас у домаќинен, или гувернали, со дебели гуми, тоа се планински велосипеди. И тоа се група на велосипедисти кои што сакаат да се рекреираат по планини. Другиот вид е тркачки велосипеди кои што ги има повеќе видови, најновите се карбонски. Кога возиме по автопат гледаме вака цело друштво како се возат велосипеди. Само на автопат без дозвола не може да се вози велосипед. Значи оние кои ги гледаме имаат дозвола? Само со дозвола. Тие што ги гледате се некои велосипедисти од клубовите кои што така фаќаат малку врски со полицајците па им прегледуваат низ прсти ако тренираат за некој голем надпревар. Да. Значи редовноста, опремата и исхраната. Со оглед на тоа дека вие сте од во минатото, јас ќе ве наврата малку на нас затоа што да апелираме дури за оние од западните земји, нели со велосипед знаеа да заминат и на море и да возат велосипеди во текот од патувањата. Колку сме имале можност да ги сретнеме германци, швеѓани и така натаму, да не ги набројувам, на велосипед и си возат, едноставно си одат до дестинацијата која е многу далечна. И тоа е возможно. Ги има такви, Дали има се уште такви? Ги има такви, има. Тоа се луѓе што се главно од Европа, главно. Од кај нас
инцидентно. Пред 2 години, 3 имаше едно момче кој што отиде до Истанбул и назад, не знам како се врати, али знам дека во еден правец отиде до Истанбул. Така. Има и други кои што биле до Виена, до Јадранско море и така натаму, али тоа се ретки случаи кај нас. Меѓутоа од Европа ги има. Ги има, повеќе, да. Non-stop може да се тие се утренирани така да возат по-споро, али дневно да поминуваат по 100 километри. Но ајде ние да ги заборавиме, не со оглед на тоа дека далечни не се, сепак за тоа треба тренинзи многу и желба и енергија. Уште еднаш да се да потсетиме, оваа недела 3 ноември велосипедска трка Скопје на Точак ќе започне во 11 часот. Ги покануваме сите кои се заинтересирани да се пријават. Така. Уште да споменам тоа дека со поддршката на градот Скопје, кој што е и финансиска покривителството, се обезбедуваат велосипеди. Минатата година имаше и оваа година, тоа е веќе традиција, и се доделуваат по пат на лотарија. Бидејќи не е надпреварувачки карактер, па првите, да речеме, 3 месеца добиваат велосипеди, него се извлекува, па може и они последен што ќе биде среќалија, па ќе добие велосипед. Така. Лотаријата почнува после 12:30 часот, откако ќе стигнат сите овој учесници во караванот. Ќе има забава. И после тоа ќе има дружење, забава. Дружење и забава, да. И уште за крај би ви искористила да ве прашам, значи, да ги заборавиме предрасудите, односно возрастните да заборават на оние предрасуди, јас сум сега многу возрастна за на велосипед, или каде сега за мене велосипед било, или слично. Тоа во западните земји не постои. Напротив, сите кои се повозрастни, јас кога сум имала можностите да прошеташ во тие земји, сите се на велосипед. Така е. Сите се на велосипед без разлика на возраста. Така е. Бабата со внучето, дедото со внучињата и сите возат велосипед. Или пешачат. Сите фамилијарно. Апел. Или трчат, или возат велосипед. Да. Сите се надвор, саботи и недели. Така е. Оставете ги тенџерињата дома, баби и дедовци. За внуците со седвичи ќе поминат многу поубаво ако излезат надвор на чист воздух. Ете така, и знаеме каде можеме да го вдишеме чистиот воздух, каде го имаме, така да ова е апел до повозрастните, да немаме предрасуди за возраста, дека едноставно нема и граници спортот. Треба да спортуваме во текот на целиот живот, кога веќе можеме и сме желни за тоа, зашто да не е. Вие сте доказ дека е можно. Така. Јас си од свој живот го поминав така, спортски, и сега новие години, јас некој знае и шијалгија да ме фати. Ама и ние да кажам, по-младата генерација знаеме такво нешто. Ќе се качам на велосипед и ќе заборавам и на болки на све. Така, болки имаме и ние. Па нема кој нема се. Тоа е веќе секојдневие. Ви благодарам и ви посакувам секое добро и многу здравје и уште долги години спортување. Ви благодарам и на вас.